Јас сум Сашка Цветковска од Истражувачката репортерска лабораторија. Гледате Проверено на телевизија 24. Да го погледнеме краткиот пресек на содржините кои ви ги подготвивме. Администрација во служба на партијата. Ова го обележа владењето на Груевски. Новата влада на СДСМ вети друга приказна. Сега повеќе нема изговор. Засукување ракавите и работа. Отчетна одговорна администрација по системот на заслуги во служба на граѓаните. Така барем вели планот 369, но најлошите примери доаѓаат одгоре. Како првиот административец Драги Рашковски, полека но сигурно, станува символ на неодговорноста и разузданоста. Седница на владата на 9 август, мајката на неговата сопруга е именувана на 2 позиции. Фрчат огласи за авторски договори и привремени вработувања. Вработувањата не запираат, и тоа онакви, скриени во законските дупки, без конкурси и под превезот на тајноста. Сите договори кои што ги текнавме на привремени вработувања, сите беа прекинати. Дополнително. А имате ли сега договори за привремено вработување? Имате нови? Има. Промените дојдоа по тешка деценија злоупотреба на моќ. Времето за изговори минува. Ке се исполни ливетеното. Институции од граѓаните за граѓаните. Злоупотреба на моќ, заробена држава, неслободни медиуми, рекет, уцени. Списокот на неволји кои една цела десенија ни ги приредуваше Никола Груевски е долг и верувам дека малкумина се оние на кои неговото владење ќе им недостасува. Новата власт дефинитивно ја чекаат големи предизвици и чуда за 3 дена никој не очекува. Но она што се очекува е демонстрирање на духот и волјата да се промени она што се нарекува културен менталитет. Да почнеме од она да се води со пример. Што значи да се води со пример? Тоа е суштината на значењето на зборовите отчетно и одговорно владење. Токму затоа ова издание на Проверено е посветено на реформите во јавната и државна администрација. Предизвикот да се врати довербата на граѓаните во институциите е клучен за да се возобнови правната држава. Ќе почнеме од оние кои треба да водат со пример. Подготвивме профил на генералниот секретар на владата Драги Рашковски или првиот меѓу административците. Што неговиот пример кажува за неговото лидерство? Кога го избраа за генерален секретар на владата, Драги Рашковски беше представен како успешен научник и иноватор. Со оваа богата професионална биографија, 33 годишниот професор на правниот факултет во Скопје со 2 докторати, застана на чело на сите стручни служби во владата и предпоставен на околу 360 луѓе. Со граѓани со премиерот Зоран Заев од Струмица и понекогаш може да се видат заедно и надвор од работното време. Важи како човек од голема доверба на премиерот, но со само неколку изјави и одлуки ја загуби довербата од јавноста. Драги Рашковски е првиот највисок административец по ранг во владата и е лицето на целата јавна и државна администрација. Тој беше првиот од новата влада кој одржа пресконференција на која извади документи за сомневање за криминално работење на претходната власт, па дури и им даде задача на новинарите дека тие треба да ги истражуваат сомнителните бизнис делки на функционери од ВМРО ДПМН. Како информација до нас стигна, ќе го провериме, меѓутоа еве задача и за новинарите кои што мора да бидат дел од вистината кој што се случува во Македонија, како таква информација да ја проверите. Рашковски по само неколку дена го снимија во подрумот на владата. На видеото генералниот секретар надгледува како го расчистуваат сметот оставен од претходната власт, како символика дека се расчистува со режимот. Тој како да доби крилја, па лично на пресконференција обелодени дека ќе бидат поднесени кривични пријави против неговиот претходник Кирил Божиновски од ВМРО ДПМН за злоупотреба на функцијата. Но додека овој го сервирал на јавноста дека нема пардон во борбата против криминалот и корупцијата, на седница на владата мајката на неговата сопруга е именувана на 2 позиции: председател на комисија во Централниот регистар и член на управен одбор на јавното претпријатие за берзанско работење Агроберза. Од владата никогаш не одговорија на чиј предлог е назначена Начевска, ниту пак дали Рашковски информирал владата дека се работи за негова блиска родина, туку само дека Начевска во комисијата за жалби ќе постапувала без паричен надоместок. И така почна падот на рейтингот на Рашковски. Потоа беше обелоденето дека негов близок другар од студентските денови, кому му бил сведок при венчавката, адвокатот Дејан Костич го ангажирал да биде прамен застапник на повеќе владини институции. Адвокатското друштво на Костик беше формирано на 27 јули минатата година, а по само неколку дена веќе доби ангажман од владата.
Владата се обиде да го одбрани Рашковски дека со Дејан Костиќ не бил во роднинска врска, а договорот со адвокатската фирма бил согласно адвокатскиот тарифник. Под притисок на јавноста или под притисок на владата, сепак Рашковски го раскина договорот со адвокатот, а мајката на неговата сопруга се повлече од комисијата за жалби. Рашковски сепак не застана. Во јавноста протекоа информации дека генералниот секретар се само предложил за владин представник во собранието на акционери на Македонски Телеком. Но и таму не остана долго. На 9 јануари на владина седница беше разрешен од позицијата, а на таа позиција беше назначена Тања Чачарова Илиевска, советник за правда во канцеларијата на премиерот. Владата смета дека имајќи го предвид обемот на активности, дека советникот за правда на премиерот соодветно ќе одговори на оваа позиција. Се работи само за замена од технички аспект. Проверено открива дека пипците на Рашковски продолжиле да роварат во генералниот секретаријат. Пред неколку месеци тој за негов посебен советник ја назначил сопругата на адвокатот Дејан Костиќ. Оливера Кипровска Костиќ е ангажирана со авторски договор и е надлежна за следење на проекти и искористување на ИПА фондови во кабинетот на генералниот секретар на владата. Кога ја побаравме посебната советничка на Рашковски за коментар како е назначена на оваа функција, таа нељубезно ни го затвори телефонот. Рашковски, наместо да одговори на нашите прашања, најпрвен упатуваше закани, а потоа во писмениот одговор напиша: Оливера избрана на јавен конкурс и поради високите критериуми кои се поставени на таа позиција, таа беше единствен кандидат. Изборот го вршеше комисија составена од министри во владата. Тој ни го испрати и огласот објавен во Дневен весник. Како услови за кандидатите за таа позиција е наведено да има завршено правен, економски факултет или менеджмент, да има одлично познавање на англиски јазик, работа со компјутери и работно искуство од најмалку 3 години во струката. Според зборовите на Рашковски, единствено сопругата на неговиот долгогодишен другар се пријавила на конкурсот. На прашањето дали нејзиниот избор е непотизам, со оглед дека тој е близок пријател со семејството Костиќ и бил сведок на нивната венчавка, Рашковски не упати одговор да бараме од некој правник. Со Оливера не сум во никаква роднинска врска, е неговиот одговор. Во законот прецизно е дефинирано што е судир на интереси. Судир на јавните властувања и должности со приватниот интерес на службеното лице, во кој службеното лице има приватен интерес, што влијае или може да влијае врз вршењето на неговите јавни властувања и должности. Законот дефинира и кои се блиски лица поради кои може да има судир на интереси. Тоа се лицата во брачна или вонбрачна заедница со службеното лице, роднини по крв, во права линија и во странична линија до 4 степен, посвоителот и посвоеникот, роднините по сватовство до 2 степен, како и секое физичко или правно лице со кое службеното лице има приватен интерес. Според платната листа која проверено е побара од владата, платата на Оливера Кипровска Костиќ е 38.000 денари. Таа е одговорна за проекти ИПА фондови низ кои циркулираат милиони евра. Пред неколку дена на пресконференција Рашковски заедно со вице-премиерот Кочоан Ѓушев ги доделија првите грантови на невладини организации во вредност од 3 милиони евра. Рашковски им порача на грантистите дека рака што дава не се суши и им порача да бидат транспарентни и одговорни како ги трошат парите. Ви посакувам секој евро да го искористите максимално првин ефикасно, а понатаму и транспарентно, за да не дојдеме во ситуација со која што ќе ги загрозиме идните европски проекти. Генералниот секретар на владата е политичка функција и има огромна одговорност. Рашковски е првиот генсек кој јавно ја манифестира неговата политичка моќ, за разлика од неговите претходници кои остануваа во сенка. Претходникот на Рашковски од ВМРО ДПМН, Кирил Божиновски, многу ретко се појавуваше во јавност, а на крајот неславно заврши. Рашковски има долга професионална биографија како професор и научник, со многу трудови и иновации. Неодамна почна да испишува и онаа како генерален секретар на владата. За сега нема со што да се пофали, има само критики и рейтинг што постојано паѓа и оди на штета на довербата на целата влада. Новата власт се представа како реформска и најави дека ќе се залага за транспарентност, одговорност и отчетност со цел да донесе живот за сите. Зборот е збор е слоганот кој го повторуваат сите функционери од новата власт. Зборот е збор. Рашковски, ако вети, одби да биде интервјуиран и се допишуваше со новинарите на Проверено, дрско, безобразно и непристојно. Неговите пораки во целост ќе бидат објавени во едно од наредните изданија на Проверено, кое е посветено на она што се вика одговорност и да се превземе одговорност за своите постапки. А сега да се вратиме на темата. Обемна, неефикасна и политизирана јавна администрација која не им служи на граѓаните.
Центрите на МОК со години ја држат јавната администрација во спрега. Токму и тој проблем доведе и до она што се случи во собранието во април, во кој што опозицијата беше брутално нападната. Да ги видиме проблемите со кои сега се соочува новата власт во обидите да реформира администрацијата. Полна администрација со партиски кадри. Овие обвинувања го обележаа децениското владење на ВМРО ДПМНЕ. Се дојде дотаму што и СЈО отвори предмет за финансирање на партијата. Стотици административци беа повикувани на разговор. Најбрутален пример е оној од 2015-та. Тогаш сите пари во партијата дојдоа од физички лица. Вкупно 3675 и само 2 компании. Најмногу пари се собрале во 3 дена. На 14, 15 и 16 јули граѓани тргнале во банка и дале 600.000 евра. Речиси без исклучок, профилот на просечниот партиски донатор е ваков. Работи во државна или јавна администрација, зема просечна или минимална плата. Почесто работи со договор на дело, а ако е од повисоките ешалони, тогаш е вработен на неопределено време. Негувателки, комунални редари, шалтерски службеници, директори на јавни предпријатија, учителки, корисници на земјоделски субвенции. Од државното кесе на партиската сметка. Вака служеше администрацијата. Сега повеќе нема изговор. Засукување ракавите и работа. За нашиот народ, за сите граѓани подеднакво, на сите краишта од нашата убава Македонија. Се подготви програмата на новата влада. Се вети непартиска, отчетна и ефикасна администрација. Владата на Република Македонија ќе работи на создавање стручна, ефикасна, отчетна и транспарентна администрација, која ќе обезбеди квалитетни услуги за граѓаните. Се донеси планот за итните реформски приоритети, или така наречениот 369. Се чинеше ракавите на вистина се засукале, а во него се предвиде департизирана и професионална администрација. Во делот на системот на заслуги пак, како и итен реформски приоритет, се именувањата на раководни функции, управни и надзорни одбори. Но едно се ветувањата, друго е праксата. Освен роднините и пријателите на генералниот секретар на владата Драги Рашковски, постојано се именуваат лица без конкурси. Речиси сите директори на институциите се веде, или во превод, за нив никогаш немало конкурс. Во управните одбори пак седнаа луѓе кои ја занишаа довербата во владата за транспарентно и непартиско именување по заслуги. Така, например, од кабинетот на вице-премиерот Кочо Ангјушев, дури тројца вработени се во управни или надзорни одбори. Во управниот одбор на ТИР седна Марина Узунов, портпаролка на Кочо Ангјушев и советник за комуникации, но и поранешна новинарка. Совче Јовановска е неговиот шеф на кабинет. Таа е назначена за член на надзорниот одбор на Македонска банка за поддршка на развојот. Јас ја разбирам државниот и јавниот сектор како еден сегмент од управувањето каде што треба да бидат собрани најквалитетните луѓе, бидејќи јавната администрација треба да говори за сложени прашања, како што се прашања во областа на здравството, на социјалата, на областа на образованието. И од тука во било кое членување во управен или надзорен одбор на било кое, било да е јавно предпријатие, било да е одредена агенција, неопходно е да има силни критериуми и услови за членовите на извршните и надзорните одбори, тие да бидат јасни, транспарентни и да одговараат, се разбира, на профилот на работата која што извршува таа организација, бидејќи надзорните и управните одбори, особено управните одбори, треба да дадат насоката каде да се движат институциите и како да ги обават нивните клучни, да речам, обврски во работењето. Од 40.000 вработени во 1998-та, Македонија денеска стигна до бројка од 128.253 лица. Но регистарот на државни и јавни службеници не ги брои оние кои се вработени преку агенциите за привремени вработувања или пак со авторски договори. Трикови кои на мала врата, без броење и без конкурс, сместуваат уште десетици илјади лица во администрацијата. Со нив, вистинската бројка останува тајна. Ако за редовно вработување во администрацијата треба да се јавите на оглас и за вас одобрение да даде министерот за финансии,
За привремените вработувања едноставно се ангажира агенција и ова оди во ставка услуги, а не во ставка вработувања. Нема конкурс, нема критериум, а по 3 месеци работа, според законот кој го донесе владата водена од ВМРО ДПМН, овие вработувања се трансформираат во договори на неопределено време. Овие вработувања не минуваат низ редовниот циклус на вработување во јавниот сектор, што значи дека критериумите кои што се бараат за државните службеници или за останатите вработени не важат и за привремените вработувања. Тоа значи дека можете да дојдете да волонтирате или да бидете практикант во некоја организација и едноставно заради тоа што сте се нашле во тој момент таму, да овој однос ви биде трансформиран во редовен работен однос. Ова пак директно го загрозува правото на еднаков пристап до вработување за сите граѓани и оттаму често пати овие вработувања беа предмет на интереси на меѓународната заедница и на Европската комисија во следење на приоритетите на државата и во исполнување на приоритетите за членство во Европската унија. За жал, она што се покажа во политичката криза, на што ни покажа во изминатиот период, беше дека овие принципи во многу случаи се нарушени и дека принципот на заслуги, на вработување врз основа на заслуги, не е единствен принцип за вработувањето во јавната администрација. Од локалните избори наваму, објавени се стотина вакви огласи од институциите, сега водени од СДСМ. Речи си не постои ниту една општина која не побарала услуги од агенциите за привремени вработувања. Истите не само што отвораат сомнежи за сместување без конкурс на партиските кадри, туку од државниот буџет се плаќаат и екстра пари за агенциите да ги вршат овие услуги. Ако за еден административец од буџетот плаќаме здравствено, пензинско, персонален данок и нето плата, ако истиот е ангажиран преку агенција за привремени вработувања, тогаш плаќаме и дополнителни проценти за агенциите кои ги услужуваат буџетарите. Проверено откри дека ни тука нема критериум. Не една иста агенција, RBD, зад која всушност стои познатата агенција Декра, општина Василево и платило 10% провизија, а општина Куманово пак и плаќа 7,4% за сосема истата услуга. Во меѓувреме, наместо справување со обемната неефикасна администрација, за која што за еден административец и неговите придонеси и даноци треба да работат 4 лица од приватниот сектор, таа или се зголемува, или дел од оние со истечени договори се заменуваат со нови. Не сите бегаат од незгодни новинари и незгодни прашања. Следува интервју со министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, кој ги води на некој начин реформите во администрацијата и го координира нивното спроведување. Манчевски, ако знаеше дека ова ќе биде голем предизвик и разговорот нема да биде пријатен, тој сепак не избега од нас, за што му благодариме. Манчевски разговараше со Билјана Секуловска. Велите се бориме да ги почитуваме законите, така. Се борите ли да ги почитувате европските насоки за реформи, например, последниот извештај на Европската унија? Се борите ли на... Кога станува збор, сега говориме само за администрацијата, се борите ли за тоа? Стратегијата за реформа на јавната администрација, која што имавме неколку јавни дебати околу неа, е јавно достапна во драфт верзија на нашата веб страна неколку месеци наназад. Се работеше во 4 работни групи со учество на јавноста и на Европската унија и на Сигма. За да биде по интервјуто по-прецизно. Да, значи дали се борите за реформи, за европски реформи, која станува збор за насоките. Не ми дозволивте да се и реформите. И сега мене ми треба одговор да се бориме, не се бориме, знаете зашто не само што се во ред ќе ве сослушам, не само што се бориме, туку Европската комисија и Сигма се целосно вклучени на дневна основа во изработката на стратегијата за реформа на јавната администрација. Знаете зошто сакам ве прашувам ова? Како вели извештајот, последниот извештај на Европската унија. Наместо да бидат прекинати договорите за привремено вработување и понатаму се преночуваат во договори за вработување на неопределено време без отворени конкурси. Комисијата побара од ВМРО, значи во времето на ВМРО, да па не говориме, не за СДСМ, да го суспендира и повторно да го разгледа законот за
трансфер на времените работни места. Ова веќе на памет сигурно го знаете, но за јавноста. Во договори за работен однос се додека не почне целосно да се почитува начелото на заслуги, оне мерит систем за кој и вие говорите. И сега имате привремени договори, таа пракса од време на ВМРО продолжува. Прво, Тука влегуваме со непочитувањето на насоките на Европската унија. А говорите постојано дека сакате да бидеме дел од Македонија. Ајде вака да бидеме прецизни. Зашто зборува Европската комисија? Не го видовте, ова не ме Па, слушнавте. ве слушнав и зборува за трансферот треба да бидат привремените. прекинати договорите за привремени работувања. Ајде да го дочитаме на крај. Наместо да бидат прекинати договорите, ги прекинувате ли? Ајде да одиме дел по дел. Да. Значи сите договори кои што ги текнавме на привремени вработувања, сите беа прекинати. Дополнително. А имате ли сега договори за привремено вработување? Имате нови? Има, затоа што и во многу помала бројка. Проблемот е во не можеме вака да го гледаме еднозначно. Ајде тогаш да го фатиме проблемот со Законот за административни службеници. Според овој закон, кој што има бројни проблеми, кој што е правен заедно со Европската комисија, потрошени се ипа пари за него, ние не бевме во состојба претходните X месеци воопшто да имаме никакви вработувања и да распишуваме огласи заради изборните процеси, заради процедурите. Па имавме во собранието состојба како што имаме со отсуството на опозицијата и затоа што подготвувавме новата стратегија за реформа на јавната администрација. И сега, ама Европската комисија, во што вие го прочитавте, затоа ја прашав, ајде да прочитаме до крај. Мисли на праксата на трансформација на договорите за временно вработување во трајни договори без почитување на процедурата. Ама видете. Тоа беше овозможено со еден посебен закон. Дозволете да докажам. Тоа беше овозможено со еден посебен закон, кој што претходната влада го имаше донесено само еден ден пред да стапи во сила новиот закон за административни службеници и во ист момент без почитување на условите вработи, односно трансферира во трајни договори над 4 или 5.000 луѓе и на тој начин кој што не ги исполнува условите ги префрли во не продолжуваме, апсолутно не е точно. Тој закон повеќе не е во сила, таков тип на трансфери не се случува. Не е точно кога имате луѓе кои ги примате со привремени вработувања. Но тие луѓе ќе им заврши договорот и толку. Значи затоа што трансферот во значи законот и секаде не е само кај нас. Законите секаде проверете и во Европската унија постојат привремени договори. Никогаш нема да се случи повеќе трансфер на привремен договор, тоа е проблемот на Европската комисија и ќе ве насочам да малку подобро се информирате кај нив. Трансферот во трајни договори. Тоа никогаш нема да се случи. Овој манир на СДСМ секогаш да им велите на новинарите подобро да бидат информирани или подобро да бидат едуцирани, веќе станува пракса. Не, јас само кажувам она што е вистината, затоа што сум во дневна комуникација со Европската комисија и воопшто ова не било до сега проблем, тупу проблем бил законот за трансфер на договорите. И затоа кажувам, тој закон повеќе не важи и тој начин не се применува. Значи ќе си има огласи, нормално ќе има вработување на администрацијата, жива материја, луѓето ќе мора да ги исполнат условите, кој сака дека е и од каде сака да. И плаќањето провизии на агенциите за привремени вработувања. Например, за една иста агенција РБД, општина Василево, како пример ви давам, плаќа 10% провизија, а општина Куманово 7,4% за сосема иста услуга. Значи, парите на граѓаните се даваат и во тие агенции како провизии. Тоа е еден од согласно, проблемите. Знаете, во законот за јавни набавки проценти за провизии, што е исто така проблем. Во законот за јавни набавки се согласувам, во законот за јавни набавки ова е нешто што на пример ова министерство немаме ние пристап до привремените договори, затоа што системот што претходно бил набавен не ни дозволува да го имаме. Не знам зошто. Кога јас би го димензионирал системот, би го правил нормално дека и ова би го ставил натре, меѓутоа ова е за текната состојба, сме платиле сите граѓани 2.153.000 евра за систем кој што не ни ги дава овие информации. Сите информации. Не може да се смени системот? И па потребно е време, гледате, не може преку ноќ. Компјутерски систем за да биде јасно за што зборуваме. Така. Сега ова не може како рековте преку ноќ, да, не може. Преку ноќ поминаа од како недоволно за да ова се смени. Верувате ми, малце
подобро сум Оваа навлезен риторика, во добро, темата. И има- сега да ве вратам за процентите. Да. Дали сметате дека согласно Законот за јавни набавки кај нас истите услуги се плаќаат исто на различни места? Па не. Таков е законот. Да. Тоа е јавна набавка, Да, има наддавање, има негативна аукција, така да јас навистина не можам да зборам кој колку плаќа. Имало јавна набавка. Овие пари се од Имало џепот на надавање, граѓаните, точно. знаете, тоа е проблем. Од џепот на Тоа е граѓаните се проблем. даваат пари и за многу други набавки. Има Да. Уште наддавање, еден проблем имаме сакам да аукција Да. и луѓето, ама ова е тема што навистина Да. нема никаква врска не, со треба да разберат. со администрацијата. Јавноста треба да разбере. Да, треба. Проблем, уште еден проблем. Се вработуваат лица за вршители на должност, директори, но без конкурс. Значи, тоа значи дека без критериуми, она што претходно говоривме за мерит системот, значи мерит системот значи систем на заслуги, така, според одредени квалификации, критериуми. Се согласувате ли со оваа пракса, вработување на лица без конкурс? Повторно, на повторно. вршители на должност. Значи не се вработување. Тоа Ова се се привремен. не. Што се? Ова се именување и назначување Именување. на функционери. Да. Не се вработување. Да. Да правиме разлика. Да, да правиме. Никој не е веде вработен. Да. Кога се работи за именувани и назначени функционери, во моментов Во додека вреки е тоа збориме, именување. додека Без зборуваме, конкурс. во моментов се распишани конкурси. Не зборувам И за сега моментов. сега Тие се беа, распишани така, конкурси владата и луѓето кои што ги- ќе ги бидат изгласа назначени на нивните- трајни Ама изслушајте назначувања. ме, владата Не ги дозволете да изгласа одговорам. нивните- Ќе ми одговорите. Повелете. Значи, ама само да дообјаснам. Добро. Значи, владата гласаше за тие луѓе да бидат вршители на должност, вршители должност на директори. Без конкурс. Тоа е проблемот. Така. Господин Мачев. Не е проблем затоа што законот го дозволува. Да. Втората работа. Но Ајде пак. моќта- Сега јас моќта ве на добро, ај прашајте СДСМ повторно. Не, добро да мора да има Па, мора да има, да, дел. Кога велите дека тоа било според закон, моќта на СДСМ сега е и за она што вели заев дека се залага и вие и СДСМ е токму тоа. Можете да ги менувате законите за да дојдеме до таа администрација за која постојано вие говорите овие 10 години. А продолжувате и понатам. Значи не може ли конкурс дури и за тие вршители на должност да има? Ќе може. Да. Благодарам. Ве молам. Повторно фаќаме нешто што е дел од една поширока тема, а сакаме конкретен одговор. Значи, повторно е поврзано со Законот за административни службеници. Законот за административни службеници и во стратегијата која што сега е јавна, е ставен на дневен ред за менување некаде во 2019 година. Тоа е во согласност со Европската комисија, која што пак ќе ве потсетам, таа го има финансирано претходниот закон, кој што не ги дозволува некој да ви работи за да брзо можеме да ги менуваме процедурите и луѓето. И јас ќе бев среќен преку ноќ да можам тоа го направам, но ќе бев обвинет од опозицијата за партизација, истото ќе го направеше Европската комисија, затоа што ни треба претходна анализа, и база на таа анализа да го смениме законот. Сите назначувања за кои што гласаше владата се законски. И ајде да ве потсетам. А сметате ли дека треба да има конкурс? Дозволете, значи сметам и во моментов има конкурс. Говорам Европската за вршителите комисија на должност. во претходниот извештај на Европската комисија на кој што вие се повикувате, Македонија беше означена како заробена држава, така? Ние бевме заробена држава и заробено општество. Не заборајме што излеговме и против што се боревме. Имавме две опции. Да ги назначиме веде раководители на функции, што дозволува законот, или не. И да одиме со истите раководни лица од претходниот режим, од заробената држава, да излеземе на локални избори. Истите оние луѓе кои што претходно го имаа заробено режимот, го злоупотребуваа системот и вршеа политички притисок и врз граѓаните и врз вработените во администрацијата. Ние се одлучивме за првото. Без конкурс, без некаков доказ за одредена квалификација. А сте Согласно закон. Немојте согласно законот, ова на Јанкуловска подсетува. Сте размислиле некојаш дека може, на пример, директорите на јавните предпријатија да бидат избрани според од некој независни тела, а не од владата? Сте размислиле ли општество, кога говориме за заробено општество, Апсолутно. заробена држава, такво општество да стане Точно. Македонија? И ако сте прочитале во стратегијата за реформа на јавната администрација, има еден посебен дел кој што се однесува на деполитизацијата на администрацијата и кој што ќе воведе посебна дефиниција на високи државни службеници
со што повеќе владата и политичките партии ќе немаат толкав удел или ќе го минимизираме, воопшто немаат удел во изборот на овие, така ги викаме во стратегијата, високи државни службеници, согласно праксата и практиката во Европската унија. Целосно согласно. Ќе направите? Ајде, околу ветувањата дека ќе направите се за да влезе Македонија во Европската унија. Примерот со генералниот секретар на владата, Рашковски, го знаете. Владата склучи договор за адвокатска канцеларија со Дејан Костич, тој е негов близок пријател, и Рашковски му бил сведок на неговата венчавка. Откако ние нова го објави договорот, односно целата афера, тој беше раскинат откако јавноста дозна. Знаете ли што се случи подоцна? Не. Не. Тој, например, сега адвокат на МЕПСО. Одби да даде интервју за да каже што прави и кому му е адвокат на кои државни институции други, но има уште еден проблем. Неговата сопруга, Оливера Кипровска Костич, таа е сега советник за ИПА фондови во Генералниот секретаријат на Драги Рашковски. Драги Рашковски бил сведок на венчавката на Оливера Кипровска Костич, која сега е назначена за советник, и на Дејан Костич. Се согласувате ли? Вака ли ја замислувавте државата која беше заробена и сакавте да ја ослободите? Не, затоа го поздравувам начинот на кој што јавноста реагира. Треба да се објавуваат овие работи и треба власта, секогаш да реагира после објавувањето на било кој тип на вакви информации. Значи, како што и претходно биле превземени чекори, верувам дека и сега ќе бидат превземени чекори. Нормално, сега во овој момент прв слушам за оваа работа од вас, ќе ги проверам фактите и доколку има точно во тоа, веднаш ќе бидат превземени чекори. Не се согласувате со вакво водење на владата. Да. Добро. Му благодариме на министерот Дамјан Манчевски што не се откажа од овој предизвик, иако знаеше дека го чекаат тешки прашања. Тоа е она за што ви изборувавме пред малку, да се води со пример и да се покаже интегритет. Посакуваме и другите функционери да го следат неговиот пример и во иднина да разговараат отворено со нас за сите тешки и лесни прашања. Ние не сме тука да ги измачуваме функционерите, ние сме тука да им помогнеме како да станат подобри. Затоа што проверено не е само емисија, проверено и бунт против просечноста, против двојните стандарди, против злоупотребата на моќ и против изговорите на оние кои не си ја работат добро својата работа. Секогаш проверено, секогаш за граѓаните. А сега останете со Телевизија 24, бидејќи малку со оние мејнстрим медиуми кои им даваат простор на истражувачките новинари да се реализираат. Поздрав!